тој контекст ја имав друга намера, но веќе кога отворивме темата ќе проложиме и ја во таа насока. И конечно не ни требаат чисти информации. Еве ја не сум од одбраната, но тоа не е јавна тајна. Не сте имале вие некој да ви пристапи да помогнете некако да помине на мисијата? Единствен критериум тоа е 3500 евра. Што го каже Драги? Сега. Друго сакам да кажам. Не велиме ние дека само ние овдека представници дека има корупција во држава. Транспаренци не стави на самиот врв. Ако не биле за мисиите, каде е корупцијата во Министерството и во владата, што толку високо странски меѓународни организации не стават? Проблемот ми е, не сега да почуваме со прс, овде имаме проблем, овде имаме корупција, овде имаме криминал. Ќе дојде време, ќе се одговара за тоа. Ќе бидат слободни институциите. Она што загрижува најмногу со оваа власт е нивниот индиферентен однос према проблемите. Ние овде укажуваме на сериозен проблем. 32 представници сам дека сега ќе имаме во мисијата, исправете ме ако грешам. По 3500 евра, тоа се 112.000 евра. Од една ротација само. Не беше посочено овде да видиме на што се темели, да видиме, да провериме. Немаше насока од министерот да каже јас уште веднаш од овдека кој ќе излезам, ќе формирам комисија, ќе направам тело, лично ќе се заложам, ќе предводам на активноста до следната комисија, јас ќе дојдам овдека со детален извештај и ќе ви докажам дека овие наводи или овие информации што ги имате вие не ви се основани. Во најмала рака шпекулациите што се во јавноста, што кружат на сите страни, дека се неточни. Носот е друг. Веднаш велиме, ако вие нешто имате овде, поднесете си пред судот. Нема постапување. Никакво подобрување на ситуацијата немаме. А пазете, ова се ротации кои што течат подолг временски период. Самиот навод од пратеник во ова собрание треба извршната власт да во најмала рака охрабри да преземе чекори со тоа да се демантира или пак да се направат услови, мерки и активности, па зошто не и законски измени во правилниците, воопшто да нема ниту една причина како тоа да се случува. Но односот не е така. Тоа е тоа што иритира. И таа е таа разлика што ја велиме ние. Бидејќи сите извештаи укажуваат така. И тоа ни се случува секаде и вертикално и хоризонтално во целото општество. И се пресликува. Ако може да се гази врз актите, нормативите, легалните прописи во самото собрание, ако може владата тоа да се оправи, па зашто не би го направиле некои пониски чиновници или во ранговите. Пазете сега. Ова веќе во серија се случува. Ретки се вакви прашања кај што има апсолутен консензус. Никој нема против, напротив, прашањето е што треба да направиме овдека таквите емисии да бидат поуспешни, поквалитетни. Да не бидат нашите представници таму поопремени, посоодветни, да дадат подобар придонес во меѓународниот мир. Така. Зошто? Чому има потреба владата да носи оваа одлука на 1 ноември, а истата мисија почнува од ноември до мај? Посвесно. Дали имаме ние одговорност? Нормално. Кога никој не чувствува одговорност, кои работи ќе се случуваат. Кога нема постапки. Еве, министре, кажете ни, кој ќе сноси одговорност за ваков превид? Каков однос ќе имаат нашите меѓународни партнери или партнерите од земјите членки на НАТО, кога што државата дозволува за таква суштинска активност како што се меѓународните мисии, ние да не внимаваме никога и носиме актите. Па како ги пуштаме луѓето? Еве како ги пуштаме на преходната, на црно. Каков статус имаат таму? Без одлука во собрание, они веќе извршува мисијата. Сега еве го, на 1 ноември ако била, ако почнува од ноември, ја го гледам, сметано од ноември до мај 2023 година, 6 месеци. Добро, ако вие велите така 6 месеци од 29 до 30, и тоа е некоја нова математика. Ако ви е нешто полесно за финансии министерот, има уште почудни математики, но тоа е друга тема. Така да треба да се преземат мерки и за вакви ситуации, за вакви состојби, за кои што треба сите заеднички се заложуваме како работите бидат подобри, во најмала рака треба вложите енергија, овие наводи за кои што ги кажа преходниот мој почитуван колега Ковачки, кој што не збори на празно, кој што и така како е запознат и со тематиката и со информациите, треба најсериозно да ги сватите. Овие се работи кои што реално постојат меѓу населението. Јавна тајна е тоа. Во најмала рака има таков статус.
И тоа треба најмногу да ве загрижи. Особено за институција која што треба да биде нашата гордост. Ви благодарам.